Јас преоѓам на спортска тема во соработка со колегата Чаловски, кој што ни помага да ги продадеме нашите соговорници. На линија би требало да го имам господинот Никола Димитровски, директорот на маратонот Трчај Б. Добро утро, господин Димитровски. Добро утро. Прво да ве прашам, вие сте адвокат по професија. Од каде се наоѓате сега вие во маратон организација? Ова е некаква вежба за трчање по судски сали, по предмети или за што станува збор? Па добро, супер е кога има нешто надвор од професијата што нема никаква поврзаност со професијата и адвокатската професија е неверојатно таква професија која дава некоја таква можност, значи има непосредност, има контакти, средби со луѓе, е официјална, но сепак го имате онај простор каде може да се дозволите и нешто друго да се прорадите во нешто друго. Јас не знам, ми дојде некоја таква желба, таква идеја, таков некој нагон добив пред неколку години, каде што едноставно ми дојде да почнам да трчам. Значи не да организирам, туку да почнам да трчам. Значи кога започнав да трчам, почнав да се пријавувам на трки низ Македонија, видов дека уствари има толку многу позитивна енергија, толку многу луѓе прави среќни, па зошто да не се организира нешто такво и кај нас. И од тука се поврзав со неколку мои блиски луѓе кои станаа соработници без кои што не можеше ова да се случи и едноставно се случи Трчај. Како го замислувавме, како испадна, не можам да кажам, бидејќи се помина многу брзо, не се спремаме за третото издание и растот на самата трка е неверојатно рапиден и дури многу повеќе од тоа што ние го очекувавме, но сепак кога веќе трката расти, зошто да не растеме и ние со неа? Кога едноставно да следиме. Каде се трасите, кога ќе се случува, колку учесници очекувате, ќе има ли сопирање на сообраќај? Претпоставам да. Ајде малку повеќе околу тие детали на самиот маратон. Па овај пат досега трките кои ги организиравме беа на 5 и на 10 километри, но овој пат на покана нормално и во коорганизација со Атлетската федерација на Македонија ќе организираме Тоа е некој прв пат е Атлетската федерација да ве поддржи и да влезе заедно во организација. Па да, прв пат влегува како коорганизатор, иако и претходно биле наши гости, значи, но сепак присуствувале како гости, овај пат се коорганизатори и тие добија организацијата на Балканското првенство во полумаратон и ние понудија нам. Значи заедно со нив да ја организираме. Па тука освен 5 и 10 километри, овој пат ќе имаме и полумаратон, односно 21 километар. Сега која е трасата? Трасата се уште за бидејќи прва трка на 21 километар која што ќе се случи кај нас, се уште не е испланирана, но сепак Битола не е премногу голем град, па тука скоро голем дел од градот сигурно ќе биде покриен, нормално во периодот кога се одржува трката, бидејќи трките најчесто се одржуваат од сабајле, и тоа во недела, се намерно се одбира неработен ден и ден каде што има најмалку проток на сообраќај, па нормално во координација со полицијата мора да се блокираат улиците каде што ќе се движат тркачите, значи сепак се работи за сериозна организација, па на тие улици кои што се попрометни, значи нормално има полицајци кои што пропуштаат од време на време автомобили, но сепак сметам дека неколку часа блокада на некои од улиците во градот вреди за таков настан кој што се надевам дека се ќе биде тогаш во ред, ќе собери неколку илјади учесници и уште многу илјади луѓе публика на патеките. Очекувате многумина вон Битола да се придружат на маратонот? Тој е закажан за во недела? Да, тоа е закажан за недела, 12 септември. Значи имаме се уште време. Очекувањата се нормално, бидејќи Балканската федерација стои позади ова, и колку чудно да звучи, членови на Балканската федерација во атлетика се преку 20 земји. Значи тука имаме речици
цела Источна Европа и дел од Централна Европа, значи сите тие се членови на Балканската федерација, значи Балканот во некоја многу поширока смисла, така што доколку сите земји пратат своји учесници, ќе имаме преку 22 земји учесници, само членови на таа Балканска федерација, плюс учесници кои што ќе можат да се пријават доброволно, значи надвор од колку пандемијата го компликува целиот проект, бидејќи има време до септември ќе видиме како се тоа ќе се одвива, меѓутоа во принцип, особено за овие луѓе кои ги очекувате вон Битола и од целиот Балкан да дојдат, тие треба негде да се сместат, треба да имаат некакви, не знам, вакцинални или PCR тестови кои што ќе бидат негативни. Како се носите со тој пандемиски предизвик? Па за тие работи најчесто се следи текот на работите кај нас во државата, но и во Европа нормално. Значи, многу е рано да се прогнозира било што, бидејќи гледаме дека од ден на ден може да се подобрува ситуацијата и да се влошува ситуацијата. Но сепак и на председ, бидејќи се следат трендовите на европски на светско ниво, се работи на тоа спортски настани ова лето и после летото да има. Значи, доколку знаеме дека во план е организација на Европско првенство и Олимпијада и тоа со публика, значи нормално текот на работите оди кон тоа спортски настани да се одржуваат. Сега нормално бидејќи и минатата година ние го државме во некои вакви пандемиски услови и трката трчеве и одржавме, нормално дека тука мора да биде запазено таа физичка дистанца, ограничен број на луѓе, средства за дезинфекција, начин на движење на патеката, значи ние поставивме одредени протоколи за трката, кои што тогаш ги испративме и до Министерството за здравство и до комисијата, но сепак ги објавивме и за сите учесници како треба да се придржуваат и согласно тие протоколи ние изведивме трката. Значи лани помина во најдобар ред, се надеваме дека тоа така ќе биде и годинава. Сега во однос на учесниците кои што доаѓаат од други држави, веројатно тоа ќе зависи од политиката на државата, бидејќи тука ние како организатори немаме многу удел. Значи дали ќе се бара негативен PCR тест или нема да се бара за влез кај нас. Има ли интерес за маратонот од соседна Грција, бидејќи сепак сте најблиску до таа граница со Македонија? Па искрено досега немаме информации кои држави ќе дојдат и ќе учествуваат, но нормално како Грција, како една од државите членки на Балканската федерација, до нив ќе биде испратена покана и не гледам причина зашто не би учествували, зашто не би дошле ако се е во ред со ова што го кажавме, граници, PCR тестови и слично. Сепак грчката граница до Битола е на само 15 км. Така е, затоа ве прашувам. Никола, каков е наградниот фонд? Има ли заинтересираност од спонзори? Каква е таа политика што ја водите во однос на трката? Сепак сте само трета година, предпоставам дека и тие практики сега ги воведувате и ги формулирате. Нормално наградниот фонд е една од работите која што, да речем, ги мотивира оние професионални тркачи кои што се преуват на трката, бидејќи има и многу аматери кои што си доаѓаат од цела Македонија, па и надвор, и едноставно сакаат да истрчат, сакаат да си го подобрат својот личен рекорд, сакаат да бидат во градот и слично. А за професионалните до минатата година, значи наградите беа и во машки и во женска конкуренција иста, значи нормално нема тука никакви поделби. 300 евра за прво место во машки и во женска конкуренција, 200 евра за второ, 100 евра за трето и многу стокови награди од типот на ваучери за патување, ваучери од нашите спонзори и слично. Оваа година, бидејќи сето тоа ќе биде и Балканско првенство, најверојатно ќе има и многу повисоки награди во однос на финанси за
Значи, учесниците во полумаратонот, но тоа треба да го одлучиме со нашата федерација, Значи, нормално и со како Балканската стојат- федерација. Значи, се Како уште не е. стојат работиве, Никола, ќе морам јас да почнам да тренирам за да се подготвам за септември. Ако имате ваучери за некои од битолските ресторани, например, тоа многу би ме Па тоа интересирало. најмал проблем, значи само желба треба. Така Друго ние ќе го е, следиме. изразувам Значи, жал. на вистина Изразувам жал. трчањето е онака еден супер спорт кој што баш бара само желба. Значи, не бара ни некоја најскапа опрема, не бара ни друштво, каде што, не знам, организација во типот на играње кошарка, играње фудбал, ракомет, заедно, каде што требаат маса на луѓе. И бара само малце време и желба. И тоа е тоа. Никола Димитровски, директор на маратонот Трчај бе во Битола, овој септември се надевам ќе се видиме таму на лице место, што се вели, можеби со некоја наша камера, па да се вклучиме директно, иако е недела, ние во недела не работиме, ама можеби ќе протрчаме. Благодарам за Па добро, ова би било некој начин одмор, значи и работа и одмор. Благодарам за ова утринско вклучување, се слушаме веднаш после летните одмори, претпоставам, Никола.